Tačno ke ja sakam, kosa ja svoja, skopi kaže mi. Плоштадот Млечен во општина Карпош и вчера вечер беше исполнет со посетители, дружба и многу музика во рамки на Карпошово културно лето 2026. За добрата атмосфера се погрижи Балкан Джам Бенд, кој пред присутните изведе познати македонски евергрини, но и балкански поп-рок хитови. Манифестацијата продолжува и денеска со повеќе настани распоредени на различни локации во општината, со што организаторите најавуваат уште една содржински богата летна вечер. Програмата започнува во 14 часот на платото пред општинската зграда, каде што ќе настапат трио Топчијки и квартетот Сокол. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во музичка програма и во попладневните часови. Од 19 часот програмата продолжува на платото Млечен, каде што ќе настапи културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. За љубителите на филмот од 20 часот е предвидено кино на отворено во училишниот двор на Општинското основно училиште Петар Попарцов. На отворено ќе биде прикажан филмот Ислушител, со што летната програма ќе понуди филмска содржина за посетителите. Вечерта ќе заврши со музичкиот настап на Игор Джамбазов и Гуру Харе, кој е најавен за 21 часот. Нивниот настап се очекува да привлече голем број посетители и да донесе дополнителна забава на Карпошово културно лето. Манифестацијата и годинава нуди разновидна програма наменета за различни генерации, со концерти, филмски проекции и културни настапи на повеќе локации низ Карпош. Во населбата Керамидница денеска започнаа градежните активности за реконструкција на улицата 519, информираше градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Станува збор за сообраќајница која е значајна за секојдневното движење на жителите и представува една од клучните улици во оваа населба. Според најавата, со проектот ќе бидат опатени вкупно 1294 метри од улицата, со што се очекува подобрување на условите за одвивање на сообраќајот, пристапноста и безбедноста за жителите. Стевковски посочи дека реконструкцијата е реализација на долгогодишно барање на жителите на Керамидница, кои со години очекуваат уредување и подобрување на оваа сообраќајница. Вкупната вредност на проектот изнесува 21.194.404 динари. Средствата се обезбедени преку вториот јавен повик на владата. Од општина Газибаба посочуваат дека реконструкцијата на улицата е дел од активностите насочени кон подобрување на патната инфраструктура и создавање подобри услови за живот во населените места. Градоначалникот порача дека со почетокот на градежните активности продолжуваат инвестициите во инфраструктурата со цел да се одговори на конкретните потреби на граѓаните и да се обезбедат посовремени, побезбедни и пофункционални сообраќајници. Општина Ѓорче Петров во соработка со Центарот за климатски промени денеска започна акција за расчистување и уредување на просторот околу детското игралиште во населбата Дексион, во близина на новата детска градинка која е во изградба. Акцијата се реализира во рамки на иницијативата Clean Up Session, при што најпрво беше расчистен просторот околу игралиштето и беа обновени постојните клупи. Во наредниот период се планираат дополнителни активности со кои треба целосно да се уреди локацијата. Предвидено е да бидат обновени корпите за отпадоци и реквизитите на детското игралиште, како и да се отстранат преостанатите гранки и отпад од просторот. Целта е локацијата повторно да стане безбедно, чисто и уредено место за игра и престојна на младите. Во акцијата се вклучија представници активисти од геријатрија, од Општинското основно училиште Ѓорче Петров, од компаниите Троцкен Бауер и Вардар Градба, комуналниот пункт на општина Ѓорче Петров, како и вработени во општинската администрација. Од општината посочуваат дека ваквите активности имаат за цел не само уредување на јавните површини, туку и подигнување на јавната свест за значењето на животната средина. Третото вонредно прскање против комарци на територијата на општина Газибаба заврши рано утрово во 3 часот, информираше градоначалникот Бобан Стевковски. Во текот на ноќта екипите спровеле теренски активности во повеќе населени места и подрачја во општината, меѓу кои Керамидница, Смилковци, Црешево, Стајковци, Сингелиќ, Ченто, Инџиково, Маџари, Триангла, Хиподром, Ергели и Трубарево. Со прскање биле опфатени Раштак, Булачани, Виниче, Брњарци, Гоцеделчев, Јурумлери, Дризово, Дрма, Колонија, Кирил Петрушевски, Автокоманда и Железара.
Акцијата е реализирана во координација меѓу Центарот за јавно здравје, град Скопје и општина Газибаба со цел превентивно делување и намалување на ризиците поврзани со присуството на комарци. Од општината посочуваат дека активностите нема да завршат со ова прскање, во наредните денови ќе продолжат засилени превентивни мерки, согласно состојбата на терен и препораките на надлежните институции. Градоначалникот Стевковски нагласи дека станува збор за континуирана активност, не за еднократна акција, додавајќи дека заштитата на животот и здравјето на граѓаните останува приоритет. Надлежните институции продолжуваат со следење на состојбата на терен и со превземање мерки во зависност од потребите и проценките за заштита. Општина Аеродром продолжува со активности за подобрување на комуналниот ред и ослободување на јавните паркинзи, информира градоначалникот Дејан Митевски. По спроведената постапка и претходното известување на собствениците, општинскиот инспекторат започна со подигнување и отстранување на хаварисани, отпадни и нерегистрирани возила, кои се оставени на јавни површини и зафаќаат паркинг, места наменети за граѓаните. Возилата се подигнуваат со шлеп транспортна служба и се транспортираат до собирно место, односно депо на општината. На овој начин, како што информираат од локалната самоуправа, се ослободуваат паркинг места и јавен простор кој треба да биде достапен на жителите. Инспекторатот продолжува со постапките за отстранување на отпадни хаварисани возила, како и возила кои се нерегистрирани повеќе од 3 години. По завршувањето на предвидените постапки, тие ќе бидат отстранети од јавните површини. За прекршителите се предвидени соодветни санкции. Мерките се спроведуваат согласно Законот за управување со дополнителни текови на отпад и одлуката за комунален ред на општина Аеродром. Од локалната самоуправа апелираат јавниот простор да се користи одговорно, да не се оставаат предмети и возила кои не се во функција, со цел паркинзите и останатите јавни површини да бидат достапни за сите граѓани. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја